И здраво на сите и добре дојдовте назад на мојот YouTube канал. Добре дојдовте во нешто сосема ново. Во некој од претходните видеа ве прашав дали би сакале да стартувам еден нов серијал, каков што е реагирам на вашите тајни, но во оваа видео, односно во овој серијал, се надевам серијал, да реагирам на ваши паранормални искуства, чудни сонови, случувања. И добив многу позитивни коментари во однос на таа идеја, па собрав храброст и на Инста стори од вас побарав со мене да ги споделувате вашите паранормални искуства, чудни сонови, случувања, авантури. Па во ова видео јас ќе ги читам тие ваши чудни искуства и ќе реагирам на нив. Многумина од вас бара јас да ги споделам моите паранормални искуства, меѓутоа на ваше големо разочарување предпоставувам. Јас немам паранормални искуства, сум имал некои чудни сонови, меѓутоа јас многу брзо ги заборавам соновите, така што не би можел да направам видео во кое што јас ги споделувам со вас моите паранормални искуства, па токму од таа причина дојав на идеја и да снимам реакција, моја реакција на вашите паранормални искуства. Па од таа причина апелирам до сите вас да ме заследите на Инстаграм, доколку сакате ова да прерасне во серијал. И еве, ставете лайк на ова видео, доколку собереме 2000 лајкови, нема да претерам овој пат, се надевам дека 2000 лајкови не се многу. Валјда, не знам. Ставете лайк на ова видео, ако собереме 2000 лајкови, следуваат уште вакви видеа, односно по автоматизам ова ќе прерасне у некаков нов серијал, автентичен за мене и мојот канал. И пак ќе повторам, заследете ме на Инстаграм за да можете у следна прилика да ми ги пишувате вашите паранормални искуства кога ќе објавам стори дека ќе снимам вакво видео. Сега би кажал да не должам со најавата, а предпоставам дека најавата веќе трае 2 минути. Како и да е, може да почнеме веднаш и искрено се надевам дека ќе ви се допадне ова видео. Во најавата заборавив да кажам дека и ова видео ќе биде анонимно, така што нема потреба да се грижите, можете слободно да ги споделувате со мене во идни на вашите паранормални искуства. Нема да ги читам вашите имиња и ова ќе остане буквално меѓу нас двајца. Првото паранормално искуство вели: често имам парализа при спиење, се будам, но не можам да се помрднам и се чувствувам како да не сум сама, многу е страшно. Не знам зошто, но некогаш порано сум читал и сум се едуцирал на тоа поле парализа во сон. И да, знам дека е страшно, сум слушал разноразни искуства од луѓе, така што не знам што ти кажам, освен дека ти верувам дека е страшно. Второто искуство вели: добро се сеќавам, не можев да заспиам, ги отворив очите и видов огледало пред мене, а во него како низ моја соба минува еден човек, целиот во црно. Посакав веднаш да се свртам на другата страна, ама целото тело ми беше парализирано. Почнав тешко да дишам, поминаа 5 секунди и само си велев: морам да станам. Кога успеав да се мрднам, во собата беше ден, а пред точно 5 секунди беше ноќ. Немаше ништо во собата. Кога проверив на интернет што е тоа, дознав дека сум имала парализа на сонот, а човекот што го видов го имаат видено многу луѓе кои имаат парализа во сон. Не знам како точно тоа изгледа, ниту сакам да дознам. Меѓутоа, ако не ви е тешко, еве на сите вас кои сте имале некаква парализа на сон и некои вакви чудни искуства, следен пат бидете малку поопширни. Затоа и ви реков вашите искуства да ми ги пишувате у DM, оти кога ќе ставам оној бокс ограничени сте, не може да пишувате реферати, а вака сакам некако повеќе да читам и онака да ми го доловите сочно она што сте го почувствувале, виделе и искусиле. Така што ете тоа за следен пат, да си знаете. Следното искуство вели: здраво, Марио, мене е една паранормална случка која ми се случи кога бев мала. Беше една вечер, спиеме и беше многу топло и јас се разбуди. Вратата беше отворена и на вратата стоеше еден човек. Беше висок 2 метри. Тоа да не сум ја? Бидејќи вратата беше толку, па и тој беше толку голем. Викнав мамо затоа што ми залича на неа, бидејќи имаше кратка вртена коса. Немаше одговор. Викнав тато, повторно немаше одговор. Ја викнав сестра ми, бидејќи беше одма до мене, но ни таа не се будеше. Не знаев што да правам, па го ставив кебето врз мене и заспав. Секако, утредента сите ме убедуваат дека е сон и не ми веруваа. Но јас знам, тоа не беше сон. Да, ова предпоставував дека некој од вас ќе ми го напише. Кога ќе кажам ова, мислам на тоа дека нешто ти се случило, а сите те убедуваат дека погрешно си видел, погрешно си слушнал, дека си сонувал. Јас ви верувам. Верувам дека се случуваат такви ствари и верувам дека не се што ни се случува е сон. Следното искуство вели: 3 години поред на истата дата ми се случуваат паранормални работи. Првата година гледав во ќошето од собата и како нешто да ми кажа да погледнам
стргнам во вратата. У заграда стара дрвена врата со стакло и нешто бело помина и ми остави рака. Веднаш рипнав и отидов во таа соба да видам што беше тоа, но немаше ништо. Имав чувство дека цело време некој ме гледа. Компјутерот ми се секнуваше, валјда се цнуваше, не знам. Само се исклучуваше и добив идеја да го отворам куќиштето и на плехот има 3 прсти гребаници. Не се плашев, само ме интересираше што се случува. По некое време поминам. Другите 2 години нешто слично. Легнав да спијам и како некој зад мене да ме гледаше, односно почувствував, осетив, небитно, како некој ми дише на вратот, се свртев, но никој немаше. Овој пат се преплашив. Интересно е тоа што се случуваше на истата дата, 13 јануари, стара нова година. Се најажив. За среќа, оваа година немаше ништо. Најглавното ти го кажав и имаше и други работи. Следен пат кажи ми ги тие други работи. Значи, буквално сакам след да ми опишете сочно најонаку детали, за јас тоа некако да го склопам и да го прочитам вака у видеото. Како и да е језиво и се надевам дека, годинава немало ништо, се надам дека следната година нема да има ништо. Следното искуство вели: како мала ми имат направено магија. Живее во село и имавме една комшивка која што нон-стоп правеше такви работи. Нон-стоп плачев, имав една годинка, ја корнев мајка ми за коса и само што ќе јадев, во 3 на полноќ повреќав и секој ден така. После мајка ми откри, бидејќи и неа има направено, и ме однесе кај една жена да ми бае. И ми даде да фрлам трева во една река, не гледајќи наназад, од тога што не ми се повтори, не можам точно да разберам што се напишала. Знам дека приказната е малку нереална, ама за жал е вистинита. Мене денес ми е многу криво поради тоа што мајка ми има слаб имунитет, има анемија и веќе 10 години ја лечи. Се надевам дека ќе се избори. Ако го видиш оваа, би сакала да биде анонимно и да знаеш дека имаш неголемата поддршка од мене. Го гледам, го читам, анонимно е и ти благодарам на поддршката. Да, за жал постојат луѓе кои се занимаваат со такви работи, со магии, со чуда. Не можам да кажам дека во целост верувам во тоа дека тоа делува. Ја верувам дека постојат такви луѓе и верувам дека фрлаат магии и прават магии. Меѓутоа не верувам у нивното дејство. Така што би сакали уиднино да споделувате со мене некои вакви искуства, меѓутоа не измислувајте, не ми пишувајте само за да се најдете у оваа видео. До сега на сите им верувам. Одиме на следното искуство. Хај, еве една од мене. Пред околу една година се случи ово у Скопје. Си легнав да спијам околу 12 вечер и памтам дека баш ја исклучив климата, дека не ќе да дува додека спијам. Таман бев подзаспиена кога слушнав како крцка пархетот во дневна, јас бев во спална и титна климата како да се уклучи. Бев сама, моите беа на свадба, но помислив дека се они и дека се вратиле. Сепак видов на телефонот дека не е ни 1 саат вечер и дека е рано да се вратат. Станав да видам дали се они, али немаше никој во дневна, а клима беше уклучена. Не беше ладно во соба, така што бев сигурна дека само што е пуштена. Останав будна до 4 сабајле додека не дојдоа моите. Да, верувам дека не ти било сведно и верувам дека било језиво. Ја уствари немам паранормално искуство, ама имам едно искуство кое е многу онака булшит. Ајде у следното видео ќе го споделам тоа искуство со вас. Баш беше језиво, буквално до степен да земам нож и да стојам на врата, да чекам некој да ги пробие вратата за да го избодам. До тој степен беше критично, меѓутоа ајде, не сакам да се цетувам на тоа, буквално се јежам. Следното искуство вели вака: имав случка чудна, не знам дали е паранормална, ама не е нормална. Ова добро си го напишала. Се враќав од Версус. Аха, ти си од Куманово, окей, Версус инаку клуб у Куманово. Може би беше 1 или 2 часот, не може веќе да седам, и кога пристигнував на кај мојата куќа, ај што не е осветлено, светеше за среќа месечината и капијата на комшиите беше отворена и нивното куче почна да трчи на кај мене. Јас јадна застанав и го гледав, а не можав ни да трчам. Улицата е цела со камења и кога кучето се доближи на кај мене, застана пред мене и погледна уште нагоре над мене, над мојата глава и избега. Почувствував дека некој ме допре за половината и јас продолжив на кај дома. За прв пат не се исплашив од кучиња, а верувај, имам многу страв. Не знам дали сум само јас што кога одам во темно и кога има светлина, се гледа сенката на човекот. Може би ќе видите 2 до 3, јас гледам за себе 5, благодарам Марио. Океј, малку не те сконтав, прелошо ја
прочитав твојата приказна од аспект на тоа што на погрешно место си ставала запирки, точки, па ми се губеше концептот, како и да сватив што си сакала да ми напишеш, дека кога си се враќала дома од Версус, си гледала 5 сенки пред тебе, а кучето лајало, дошло до тебе и погледнало позади тебе. Океј, не знам дали на сите тоа им се случува, на мене не ми се случува, иако ја живам у зграда и ден денеска кога ќе се враќам онака касно од чаршија, влагам улаз у зградата, палам светло и трчам по скали као да ме брка некој. Никој не ме брка, никој никош не ме ни бркал па да имам трауми да го правам тоа, ali ете, пуста навика. Некако чудно ми е 4 сабајле темно, фуј. И одиме на последното искуство. Вели, беше обично вечер и беше околу 3 часот наутро. И сите спија. Наеднаш почнав да осеќам дека е ладно и проверив на термометарот и беше 29 степени. Затоа што во слободно време истражувам за демонологија, духови и такви работи, знаев дека нешто не е во ред. Имам ставено бокс, ставив стори и си имав сликано на огледалото во тоалетот и заприметив нешто необично на сликата. Имаше некоја сенка, силуета. Сакам да ја видам таа слика. Значи, буквално си требала сликата да ми ја пратиш, да ја ставиме у видео. Али језиво, чека да видим што се десило. Осетив дека има нешто со мене што не може да го видам, потоа осетив како нешто ми ја повлече косата, не. И се свртев, но немаше ништо, потоа почнав да гледам силуети и ги снемуваше. Потоа неколку работи од на маса лета и знаев дека нешто се дешава. Пак ја знаеш дека се дешава кога летат ствари, боже сад. Ау, таа вечер останав будна и наредниот ден не можев да заспиам и беше околу 6:30 часот наутро и легнав и наеднаш нешто тропна 3 пати на прозорот. Јас тоа го игнорирав и тоа продолжуваше, мислев дека ми е од психата и станав да се напијам вода и потоа кога легнав пак нешто тропна 3 пати на прозор и се свртев и имаше нешто како сенка, силуета. И наеднаш како да избега. Моето куче се вознемири и почна да лае на нешто невидливо. Почнав да се плашам малци и останав будна. Од тогаш многу често ми се дешава да ми се заврти и да не знам каде се наоѓам и да гледам силуети. Океј, ова е сериозен проблем ако ти стално гледаш силуети, ако стално ти си причинува нешто. И да, ова е можеби и онака јаката ствар ова видео. Доколку поседуваш некакви видеоматеријали, слики и такви ствари, обавезно прати ми. Како и да стигнавме до крајот на денешното видео. Обавезно ставете лайк доколку ви се допадна. Многу ќе ми значи да знам дали ви се допаѓа овој тип на видео и дали да продолжам да снимам реакција на ваши паранормални искуства. Следен пат бидете малку по-брутални, малку по-обширни, по-сочни, доловете ми ги сите детали. Ако имате фотографии и видео, обавезно правите ми, можете да ме контактирате и на мејл. Ви благодарам што гледавте оваа видео, одиме на 2000 лајкови. Јас се одјавувам, ви посакувам убав остаток од денот, а ние се гледаме многу наскоро со многу нови видеа. Чао!